Дали луѓето кои ја нападнаа телевизиската екипа во Маврово и го спречија новинарот да го снима имотот на Петре Шилегов се членови на СДСМ и блиски луѓе до скопскиот градоначалник. Порталот Лидер објави фотографија каде јасно се гледа дека истите тие луѓе се блиски до градоначалникот. Според порталот, двајцата биле долгогодишни членови на СДСМ. Тие според нападнатиот новинар биле во постојана комуникација со Шилегов и во еден момент понудиле да зборуваат телефонски со градоначалникот, пошто екипата го одбила повикот. Според Лидер, ниту еден од нив не бил од Маврово. Вела дека многу веројатно тие со нивниот джип ја следеле нивната екипа од Скопје. Според непотврдените информации до кои стигна порталот, овие две лица биле ново вработени во МВР. Алфа го праша градоначалникот дали ги познава луѓето кои ја нападнаа новинарската екипа, но тој вешто го избегна одговорот. Уште еднаш рече дека тоа биле тешки глупости. Побара новинарот ако сакал слава да пеел кај Драган Вучиќ ако го воскресне шоуто Вашите 5 минути. Каква е поврзаноста со нападјачите кои ја нападнаа телевизиската екипа и дали се членови на СДСМ и дали ги познававте луѓето всушност? Кој инцидент во Маврово? Околу вашата викендица. Бака сега. Значи, човекот што беше не Љупчо Златев, така? По секој објект во Македонија се влегува преку државно земјиште. Значи, не постои поинаков начин. Глупостите кои што ги продуцира дотичниот, не можам ја да ги пратам. Поколку сака да има малку повеќе слава, го повикувам Драган Вучиќ да ја обнови емисијата Вашите 5 минути, па нека иде Малиов нека пее таму. Останува отворено прашањето дали Петре Шилегов според документите направил кривично дело со што го узурпирал државното земјиште на Националниот парк во Маврово и тоа каде тој гради викендица. Шилегов рече дека не знаел какви коцки поставувал неговиот комшија во викендицата веднаш до Мавровското езеро. Не можам да знам, прашајте го собственикот на објектот, ама луѓе, значи, дајте да се разбереме некои работи. Според документите, земјиштето се наоѓа во непосредна близина до неговата луксузна викендица во Маврово, кој го претворил во дворно место. Мапите на катастар покажуваат дека викендицата се наоѓа на парцелата број 1625, веднаш над Мавровското езеро. Инаку претходно порталот Лидер објави ексклузивни снимки, каде јасно се гледа како луѓето на новинарите не им дозволуваат да снимаат државно земјиште, со објаснување како коцката од плоштадот и од улицата Македонија завршила во приватна викенд куќа во Маврово.